Битола е личен град, но може да биде уште поубав доколку битолчани внимаваат или ги сменат своите навики. Градот на конзулите од секогаш имал стратешки важна позиција. Освен што е важна трговска зона, Битола остава значаен белег во развојот на едукацијата и културата во регионот низ вековите. Првите кинематографски почетоци на Балканот носат корени во Битола преку браќа Манаки. Тука учел и реформаторот на модерна Турција Кемал Ататурк. Колку серенади се пееле по сокаците за љубовта, толку песни се опеани за Битола. Саат кулата е символ на времето. Она исто ново време која минува Битола во модерен град со нови градби и економски инвестиции, развој на индустриализацијата, повеќе работа за населението. Секоја промена носи и последици. Едно навидум лесно прашање, граѓаните во градот под Пелистер едногласно го одговорија. Дали Битола може да биде чист и зелен град? Да. Маната име, например, кога ќе одат по пат и си фрлат онака ѓубренца или цигари или така. Пример, треба се свести наместо овде, ете тука има корпа и можам да одам да тука и ќе ја фрлам. Навиките ги имат, меѓутоа навиките треба да ги наметнува и самата локална општина. Ако вие имате на секој чекор корпа за отпадоци, ако тие отпадоци навремено, еве, имено гледам сега тука баш ми падна во очи, ако тие навремено се чистат, нормално дека тие навики ќе се стекнат. Тоа зависи од луѓето, па да бидат претпазливи на се. Да пазат кај го фрлат ѓубрето. Не се многу совесни во тој поглед, а би можеле да бидат. Секој од нас ако малку повеќе се грижи за животната средина, може многу да се придонесе. Може би не сите проблеми да се решат, но да оди на подобро. Парано ко беше немаше ваква работа. Пар не пар. Не знам али памтиш во социјализмот беше тоа. Пар не пар. И готово, и јас имав кога и не смеев да возам, пар не пар. Чиста Битола е најпосакуваниот слоган на жителите, но состојбата не ветува во однос на навиките. Дивите депонии се еден од екопроблемите со кои што се соочуваат. За жал, ностоп излегуваат нови диви депонии, ностоп се чистат акциите за чистење на диви депонии ги организира општината на град Битола во соработка со јавните комунални предпријатија, Комуналец, Нискоградба и Водовод, зависно од потребата на 3 месеци, на 4 месеци, меѓутоа за жал поодредено по кратко време на истите места дивите депонии повторно растат. Од јавното предпријатие велат дека инвестираат на годишно ниво во нова опрема купувајќи специјални возила. Отпадот се подига организирано во 11 региони. Постои дежурно возило, а селективно се собира хартија и пластика. Расти количините на отпадот растат скоро секоја година. Битолскиот бајер има многу да каже, и во Арно и во Лошо. Ова е локација каде што живее најмногу ромско население. Ромите како една од најмаргинализирани групи во нашиот град се соочуваат со голем број проблеми, почнувајќи од голем степен на невработеност, голем степен на неедуцирани граѓани, голем степен на лица кои што се соочуваат со здравствени проблеми од сите области кои што ги опфаќа општественото живење. Кога се работи во делот на еколошка свест кај ромската заедница, тука сме на некој начин уште на пониско ниво од сите останати, од таа причина што самата инфраструктурна позиција каде што се наоѓа ромската заедница се уште не е во делот на урбанистичкиот план на градот и сите инфраструктурни работи кои што се спроведуваат во тој дел се надвор од сите законски одредби кои што би требало според закон градот, државата да ги обезбеди, како што се патишта, чиста вода за пиење, електрична енергија и ред други работи, основни за живење за едно население. Со појавата на дивите депонии, здравјето на баирските битолчани е во голема опасност. На иста мака се и 5 собирачите кои што ги има околу 150 мина во градот. Тие допринесуваат за почиста околина, но несвесно се изложени на ризик. Институциите треба да им обезбедат соодветни услови за да тие
на некој начин и обезбедуваат екзистенција за своите семејства, а од друга страна и да заштитуваат околината во која што живеат. Официјалните податоци од Институтот за јавно здравје велат дека 1300 животи се губат годишно од аерозагадување во Македонија. Индустриските објекти кои имаат интегрирани екодозволи дополнително ангажираат експерти за да ја разрешат дилемата околу аерозагадувањето во Пелагонискиот регион. Во зима најмногу загадуваат индивидуалните ложишта, а во лето најмногу загадува сообраќајот. И се разбира тука кога сме кај сообраќајот, значи грешките се правени исто така многу одамна, кога се дозволи увоз на стари возила од 10 години, кои што сега веќе имаат 15, 16, 17 години. Од Институтот за јавно здравје во Битола нагласуваат дека имаат потреба од регистар на болни со тешки респираторни болести, каде што ќе се прикаже реалната бројка на новозаболени. Навиките треба да се менуваат за општо добро. Меѓутоа, за мене е нешто необјаснливо во овој момент, гледано од аспект на географските карактеристики кои што ги има Битола. Битола е подложна на така наречена состојба на топлотна инверзија, која владее во зимските услови. Едукацијата на населението ќе се подобри преку медиумите за квалитетот на животната средина и намалување на проблемите. Мислам дека придонесот на медиумите за заштита на животната средина или барем подигнување на свеста на граѓаните за тоа колку животната средина или чистата животна средина е важна, е далеку поголем и непропорционален со она што оние кои што треба да се грижат за нашето уставно право здрава животна средина го прават. Генерално со медиумите имаме, зборувам најчесто со локалните медиуми, неверојатно добра соработка, можам да кажам неверојатно и благодарение на нивното учество во секоја наша акција, активност или слично, проблемот за загадениот воздух стигна до овде каде што стигна. Невладиниот сектор секојдневно ја следи работата на општина Битола. Тие смета дека граѓанскиот концепт треба да биде одлучувачки за доброто на граѓаните и со тоа да се зачува животната средина. Од име на најдраматичниот чекор затворање на индустријски капацитети кои што претпоставуваме дека го загадуваат воздухот, се уште претпоставуваме затоа што официјално никој досега од државните органи не се потрудил тоа и да го верификува, барем не јавно. Гладниот човек побрзо ќе прифати 4 лева него 4 слободи. Така да овој народ е уплашен и гладен и потешко прифаќа идеологии или борби кои се подолгорочни, поважно му е секојдневната борба како да преживее, така да ваквите проблеми за заштита на животна средина изгледаат научна фантастика. Државните субвенции за домаќинства можат многу да ја улесна состојбата во зачувување на животната средина. Навечер во Битола може да се помири со се, само не воздух, а тоа сигурно не доаѓа само од индустријски капацитети, сигурно не само не од возила, доаѓа од домаќинствата, што значи кога возилата, индустријата, домаќинствата ќе ги ставиме сите на едно место како загадувачи на воздухот, решението е многу комплексно и решенија се сигурно во прашање, но мора да започнеме од некаде. Најблиску до нас е Љубљана, град добитник на признанието Зелен град за 2016. Жирито беше импресионирано од трансформацијата на локалниот транспорт во центарот и голем напредок кон целта нулта отпад и отпадни води. Во 2017 оваа престижна награда ја доби градот Есен во Германија за следните достигнувања: намалување за 40% на емисијата на јаглерод диоксид до 2020 година, 128.000 метри квадратни патишта, препокриени со асфалт кој што ја намалува бучавата, систем за искористување на дождовницата, систем за заштита од поплави, фантастични 376 километри велосипедски патеки, со можност за зголемување на истите за 25% до 2035. Зелената етикета во изминатите 365 дена ја добија и Амстердам, Копенхаген, Сан Франциско, Бристол, Стокхолм. Сите тие имаат една заедничка нишка. Превозот со велосипед е тајна на сите екопријателски градови кои ги поврзуваат со идеални зелени метрополи. Пелагонискиот регион брои 9 општини. Собирањето и селектирање отпад не е силна страна на локалното население, бидејќи повеќе се создава отколку што се собира отпад. Во поголемите градови кои што гравитираат во западниот дел на нашата земја, меѓу кои и Битола со околината, градоначалниците интензивно работат на отстранување и преработка на отпадот.
Старите и дотрајани возила се исто така на врвот на листа загадувачи на воздухот со емисија на штетни издувни гасови, кои изнесува дури до 35% на ниво на година според извештаите на Министерството за животна средина. Веќе 2 години е на сила законот за дозволен увоз на возила со Евро 3 стандард, но треба сериозно да се разбере препораката за примена на чисти горива и промоција на алтернативниот превоз. Податоците на статистика велат дека во Битола и околината живеат 93.646 жители. Бројот на домакинства во општината е 26.000. Националниот план за заштита на воздухот важи на територијата на нашата земја. Обврска е на градските татковци да превземат краткорочни планови за подобрување на квалитетот. Последниот апел од Министерството за животна средина, мерка со која што ќе се намали загадувањето, е возењето пар-непар за граѓаните и до 50% намалување на користењето на службени возила. Изградбата на топловоден систем за грејење на домакинствата со топловоден систем за грејење од рек Битола е приоритетен проект на локалната самоуправа, која во голема мерка ќе даде придонес кон тенденцијата Битола да биде зелен град. Теретот на одговорност паѓа исклучително на битолчани. Со секоја погрешна постапка, со која што се загрозува животната средина, правиме непоправливи грешки кои што идните генерации ќе треба да ги платат. Одамна останало дека не постојат чакати кои што ќе го платат здравието и ќе ја надополнат среќата. Со оваа мисла се раздалуваме од снежно-белата Битола, која веќе во скора иднина и пожелуваме да стане Битола зелен град.